Дали сте знаеле дека името на првиот македонски тркачки автомобил е АЦ? Креиран од страна на голем тим од студенти од УКИМ, овој болид лани беше дел од престижниот студентски натпревар Формула Студент. Годинава, тимот ја развива втората верзија на АЦ и се враќа во Хрватска со многу поголеми амбиции. Ако добро помнам, пред некои 2 години се собравме, кога баш завршуваше короната. Неколку колеги бевме и идејата ни беше ајде нешто практично да направиме на факултет и започнавме со некоја идеја, не ни знаевме уствари што не чека пред нас, па ред по ред ги испитувавме правилата, ги испитувавме другите тимови што прават, како прават, па се трудевме да ги убедиме студентите да ни се приклучат, па професорите да ни се приклучат и така ред по ред практично стигнавме да работиме нешто вистински практично. Вистинската работа на вистинската мака, производството и сите тие работи ни дојдоа на почетокот на 2024 година и бевме на надпреварот во Хрватска во летово. Таму поминавме све како што треба, задоволни и сега работиме веќе на втората верзија од ова возило. Дали тоа значи дека ова возило, односно ова е шасијата само од возилото, е направена од скреч, односно од цртеж? Да, ова е возило направено буквално целосно од студенти и за мене тоа беше и најфасцинантно во почетокот, дека студентите може да исцртаат нешто, да го произведат тоа и тоа да биде функционално. Колкав тим од студенти и професори работат на развој на првиот македонски болид? Поминаа многу студенти. Цифрата на сите кои што поминаа и кои што допринесоа не можам баш да ја кажам, но ете, ако реално треба да кажам кои работевме константно, тоа бевме некои 10 до 15 луѓе. Во моментов бројката е порасната, бидејќи научивме од другите тимови дека треба да сме повеќе, дека треба тоа да се пренесе на новите генерации, дека има луѓе кои што треба само да учат и да не гледаат што работиме. Сега во моментов сме од прилика 40 на луѓе. Тимот е интердисциплинарен и од целиот УКИМ имаме студенти. Генерално најмногу сме од машински и од електро. Друго имаме од финки колеги кои што работат на веб страната. Успеавме да вклопиме и донации преку веб страната, што пак ќе речам вака на виду може би изгледа нешто едноставно, но го прават студенти без никакво искуство и успеваат да направат функционална веб страна што може и пари да ни донесе. Димитар, зошто Формула Студент меѓународниот надпревар е толку важен и беше инспирација за креирање на овој производ? Формула Студент надпреварот конкретно е многу важен бидејќи е школа, може најголемата школа за еден, ајде да речеме, инженер, понатака и за сите други бранши што ги напоменав пред тоа, бидејќи таму, ако ништо друго, може да се вмрежите со луѓе од типот на Мате Римац или ние се запознавме со инженер кој што работи 15 години во Porsche Motorsport. Мислам, според мене тоа е една од најголемите школи што може еден студент да ги добие. Какво конкретно беше вашето искуство? Колкав дел од тимот отидовте на надпреварот во Хрватска? Нас изминатата година таргет и цел ни беше да учествуваме таму, да ги запознаеме сите проблеми, да ги решиме сите проблеми што ќе ни дојдат, да видиме колку суди ќе ни испрашуваат, колку време ќе имаме за испрашувањето, како оди испитувањето на самото возило, кои тестови сите треба да ги поминеме, бидејќи тоа во книга го пишува, но друго е кога ќе го осетиме во живо. Така што ние таргетот си го исполнивме, некој можеби ќе рече не се трка, но оваа година затоа ќе одиме и сигурно ќе се тркаме и ќе ја завршиме трката. Значи пред да одиме голем дел од колегите и беа така, не толку заинтересирани, не знаеа што ќе се случува, како ќе се случува, кога се вративме беше приказната друга. А што всушност се случуваше таму што беше толку инспиративно? Таму имаше 44 тима, ако не се лажам, меѓу кои што тимови кои што се поддржани од Формула 1 тимови поддржани од Red Bull, од Lamborghini, Ferrari и така натака. Организација на ниво на Формула 1, брзини кои што се нереални и луѓе ги немаат видено. Не разговарам за брзини од, не знам, 300-400 км на час, туку разговарам за агилност на формулите и
едноставно, така народски да кажам, како на шини се движат возилата. Сите тие испитувања, сите прашања, се она што поминавме, беше на ниво на, не знам, вистински тркачки надпревар. Која ви е целта која што сакате летото 2025 да го постигнете? Зашто и денес еве работите на доусовршување на болидот од минатата година? Целта ни е да се вратиме конкретно со 2 завршени трки ова лето. Една онаа во Хрватска, каде што бевме и лани, а втората најверојатно во Романија, но тоа зависи од квалификациите, од партиципациите колку ќе бидат големи. Димитар, ова што го гледаме овде не е играчка, ова е вистински болид кој што треба да се трка. Колку чини да се направи еден ваков производ и дали како студентски тим, кој што 2 години неуморно работи на овој проект, имате поддршка? Колку чини, зависи од тоа колку ќе собереме. Има тимови кои што имаат суми до 300.000 евра, така што еве, најблиску до нас е Србија, па они имаат 2 до 3 пати поголем буџет од нас. Ние целиме на нешто што е реално, а тоа е некоја цифра од 40 до 50.000 евра за да се изработи болидот, за да има резервни делови за него, да може да се тестира, да може да се отиде на трка и да се врати на трка. Имаше и луѓе кои што ни помагаа, значи и со царинење, и со финанси, и со делови, и со производство. Добивме поддршка лани, доволно поддршка за да изработиме некој за наши стандарди можеби не најдобар болид, но возливо возило изработивме. А сега оваа година почнуваме повторно, работиме одново и повторно ни е потребна финансиска поддршка, бидејќи лани немавме толку потреба од тестирање. Оваа година навистина сакаме да се качиме едно ниво погоре и тоа е некоја подолгорочна инвестиција, би рекол. Ние тие пари не ги бараме само за да ги земеме и да ги фрлиме нова возила, туку сакаме да изградиме еден тим кој што со години ќе се развива, ќе работи и ќе ги троши тие пари најпрво за да учат студентите и за да одат таму да ја представат Македонија, сите фирми, универзитетот, буквално сите од овде, сите што ќе им помогнат. Стефан, пошто е специфичен болидот кој што го развивате овде на Машинскиот факултет во Скопје? Значи, нашиот болид од другите тимови главно се разликува во тоа што ние имаме, да кажеме, малку полоши услови од другите држави, значи мора да бидеме малку покреативни во нашите начини на производство и начини на осмислување на целиот болид. И тука ја гледаме најголемата наша разлика во однос на тимовите од останатите држави и како доста, да речам, млад тим, нов тим од една година, се уште немаме на располагање толку големи финанси. На втората верзија од ова возило работат околу 40 на колеги. Значи, тие се сите од различни факултети, значи имаме тим погон, имаме тим шасија, имаме тим аеродинамика, имаме тим маркетинг, тим спонзорства, тим електроника. Огромна пофалба до сите колеги за нивната посветеност, нивното одвојување на слободното време што го поминуваме тука и тоа е значително многу. А поспецифично за што тие тимови поточно прават е подобрување од минатата година, главно наше подобрување е на тежината. Значи фокусот минатата година беше функционалност, сега поголем фокус има на олеснување, поголем фокус има на некој поголем развиток отколку лани што беше главен фактор само функционалноста. Постои ли некоја карактеристика што ја има македонскиот болид во однос на другите болиди кои што одат на надпреварот Формула студенти, по кој што вие се разликувате? Една од главните карактеристики кои што ние се разликувавме изминатата година е времето на производство на самиот болид. Значи, времето од никаков производ до целосен производ кој што е функционален беше 6 месеци. Изван ваков надпревар за прва година тим тоа е нешто невидено. Возилото ќе биде спремно за тркачко возење. Значи, спремно да подлежи на многу големо оптоварување. На надпреварувањето во Хрватска го запознавте лично Мате Римац. Какво беше тоа искуство? Имавме среќа да го запознаеме Мате Римац благодарение на еден од амбасадорите на тој надпревар, Винчензо, кој што преска го споменав, 15 години во Порше Мотоспорт е човекот. За чудо човекот беше многу нормален, многу приземен, не праша само едно прашање, дали возилото се движи, дали може да се
да се придвижи без разлика дали на свој погон или на туркање. Ние му одговоривме дека вози и рече браво, се надевам ќе се видиме и следна година повторно.